вечер. Сакам да знам дали државната инвалидска дозвола, пошто у законот пишува дека како инвалиди имаме 50% на попуст. Дали важи и државната дозвола? Тоа ме интересира и сакам да знам. Пошто јас кога вадам дозвола, не ми даваат попуст, ми ја наплаќаат 100%. И сакам да бидам информиран дали тој закон важи или не важи. Ајде сега да преминеме да видиме по македонските ревири каква е состојбата и што е состојбата со риболовот. Ќе ги слушаме неколку наши колеги кои ќе ни дадат добри информации дали можеме да одиме или не можеме да одиме. Или уште ќе продолжиме да седиме дома и да чекаме да се подобрат премињата. Добро вечер, Стрико. Добар вечер. Ајде, не сме се слушнале 10 дена, викам, ајде денеска да ни даеш некоја информација за Дебора. Што да ти кажам за Дебар? Кажи, Ветер Стриче. многу. Имат многу ветер. Ветер, а? Рибари нема. Рибари, ниеден рибар нема. Нема, значи. Денеска какво е времето, Стриче? Денеска многу ветер имаше. Ветер, а? И нема рибари. Не, ни рибари, ни риба. Ни риба. Езерото до кај, Стриче? Како е? Се качува? Езерото се качува, да. Да. Кај Мелнички мост више се заезерува таму, или? Да. Се заезерува. Значи да престанат Ама многу ветер има. многу, значи бадијала да се иде натака. Да. Да. Друга информација, си бил нешто или не си бил? Да, бе, сум биден. Сега ова, мислам, ови 2 недели малку слабо е. Аха. Слабо е зашто на брзина отма се качи водата и многу е ладна водата. Да, и рибата се повлече. Значи му се смени климата на водата, Аха. на рибата и рибата се повлече. Да, не е активна. Не е активна. Не. Добро, Стриче. Значи таква е состојбата за Дебар. Да. Добро, Стриче. Ајде, Белки, ќе се чуеме другата недела, па ќе биде подобро. Ќе сме, да. Ајде, биди ми поздравен бистро и се слушаме. Здраве, бистро. Ајде, чао, Стриче. Ало? Добро вечер, Стрико. Ајде, добро вечер, чика Стрико. Кај си ве, чика Стрико? Еве, Се изгуби, нигде те нема. Работиш? Какво губење вре тука сум ја него, тебе те нема. Како ме нема, мене? Па ја го пуштам на терен црнецот. Што мене ме барате? Џабе го пушташ. Па, слушај. Требаше вечерва да ми биде гостин. Добро? Ама го фатила кичма. Тоа што имаше запишано у ќетапот. Се пуштил на терен, јаден, се разболел од кичма, вика. Многу рибари, вика, а вика со празни мрежи, вика, и морав да исполнам све, вика. Море ме плаши магаре да не го има пречекано. Не, па он и вика, многу, вика, пари дал за шарлаган, вика. Многу шишиња потрошил. На суво нека проба. Па не ќе ле овие на суво, вика, ајде, вика, со шарлаган. И вика, многу, вика, трошак направи, вика. Паре има нека троши. Па има. Паре нису проблем. Па исто како тебе. Ти нон-стоп работиш, ја не знам што ќе ни правиш на парите, бе, Стриче. Паре, бате, мили, трошиме. Идеме у Грција, ќе уплатиме сега, па ќе идеме јуни, па јуни. Да, па нормално. И така. Така е, па. Ајде, кажи ми таму, состојбите на Вардаро. На Вардаро, Стрико, во петокот, кога бев прошлата недела, беше многу невреме од еден ден до Гевгенија ме утепа дош, па Вардарот беше калоина, што да ти кажам, и огромен. Саботата и неделата и понеделникот беше кал. Сега е многу голем, ама чакрлија е, добро чакрлија, значи да. не е за паѓање риби. Не.
И уште е многу голем, стрико. И што ќе правиме сега? Ништо, нема да идеме и црнецот нема да не фати и така. Не, пази. Ја како што слушам тебе ти го фрлам меракот, по која цена вика мора да го начекам вика. Ме фатиш и ми ташимо, ке ме фати. Ќе те фати. И тоа ќе му речам Нема шанс. кој беш шарлаган. Јас бегам, ама не може да трчам, тоа е проблемот. Кој? Па јас. А не, па уште побаво. А иначе ќе бегам, само проблемот што не може да трчам. Па тоа е, па за него е тоа придобивка. Нека врка таму и има што да врка. Не бе, он... Рибарем стрико има сега, нека иде таму. Слушај. Ама тие па фаќаат па. Па он тебе ти го фрлил меракот. Не може да ме најдеме, мене јас сум муња. Кој? Пази, те мерка од сите страни. Готов си. Нема шанси. Немој после... Јас сум полубар како него, така да Слушај, нема проблем. немој после да речеш оф мајко што ме снајде. Нема, јас сум демкиш, бате 24/7, бате ми летам, немам гајле. Нема, ама добро, ќе леташ, ама доле кој ќе клекнеш многу е лошо. Ке се сина, ке се напин ми пак е бегам. Не. Па он тоа ќе те начека. А не дај Боже... Ситуацијата доле е катастрофална, душа. Овој период требаше сега да почне, ама времево нешто. Ама еве најавуваат пак некои дождови стрико. Многу дожди стрико, доле многу, еве сега у моментот доле тура, сега у моментот. Значи оваа сезона ќе паузираме доста. Стрико, ќе пораснат рибите поголеми. Викаш? Така да, кој ќе отидеме и нема да има проблем. Па таман за нова година ќе ја пеме песната Елко, порасни уште 2-3 педи. Ќе пораснат. Сега кога е голем вадар, ќе има и за јадење, поише и све, ќе пораснат сега. Ќе пораснат. Сега за мрез доле ќе ги начекат, ќе ги улиштат и така и секоја година. Па тоа, мрежарите сега активно работат на терен се. Мрежарите сега активно, после за мрез ке градец вадат со по 5-6 тони вадат риба и така секоја година. Стандард. И риба нема да има. Па нема. Што ќе биде, ја не знам, Не знам, Стрико, јас ти кажем со години ова ќе градец не оди со едно кесенце да фати риби, иде со трактор, со приколица да ја пуни догоре. Кој ќе градец, која влага за мрез. И џабе да се јавиш. Кај сакаш јави се џабе. Никој не реагира. Све. Ама не знам со што подмачкуваат, дали со шарлаган или со нешто друго. Па тоа, Стрико, не знам. Па не знам и ја. Не сум ја од тој тип, јас сум професионален рибар, трскичката играм таму. Да. Фрли, вади си и така. Си фаќам. Па си фаќаш, знаеме дека си фаќаш. Тоа си ги делкам, ама кога е добро све, ама кога не че ни вака. Оваа година, прва година да биде лошо, значи. Мал беше цело лето вардар, па сега огромен и не знам. Здраве таму летос кога ќе се подобри времето. Ај Боже, Стрико. Па тоа ќе причекаме се што да правиме, тоа е. Така, Стриче. Важи, Стриче. Таму на други места како, не знаеш. Дебар многу ветер има. Езерото се качува и многу ветер. Јас сега се слушнаме. Ептен ветер и рибата е повлечена. Ладни се водите, се качува езерото и рибата е повлечена, Стрико. Доле од Тетово нагоре до Охрид порнеше од дошт. Да. Така Па ајде да видиме сега и за Дримот, да исконтактираме за Дримот да видиме што ќе кажат. И таму. Дримот е оптегнат, што да ти кажам. Тече бате шиба. Па ќе видиме. Ќе ни дадат информации сега од таму. Добро, Стрико. Така, Стриче. Ајде, живи здрав, бистро. Позdraj, бате Црнецот, па ќе се... И причувај се од Црнецот, пошто готов си, Море, он ќе се пази од мене кој ќе ме види. Не. Одма го спремам шарлаганот, го вадам, вика и нема кај да ми избега чуки. Абе, как? Бегам како муња. Ќе бегаш. Ти голуб имаш видено како бега, така би јас. Добро, Стрико, важи, Стриче. Ајде. Ајде, живи здрав, поздрав и бистро. Чао.
Чао. Добро вечер, Стрико. Добро вечер, слаб сигнал. Добро е. Ја супер те слушам, Стриче, одлично е. И ја те слушам. Така. Ајде, Стриче, кажи ни некоја информација за Дримот, Длабочица, како е сега последна недела? Сликата е вака сега. Кажи. Ложани, добавljani, ташма рудишта. Да. Водостој на водата низок. Низок, уште е низок. Уште е низок и сите се чуден по волко дождови. Да, Водата пак на исто ниво цената е. да. Од лагунишки ливади надоле Добро. према Глобочица, така речено викано Теснес. Теснето, вода да. доволно имат и услови за риболов имат и за карас, Да. и за клет, и за скобус, и за клет. Значи дава таму по нешто. Па да ти кажа искрено давате. Да. Ливадите се задоволни, посебно се повеќето на карас. Аха. Голубец, А на што мамец го бркаат, Стрико? молам? На што мамец го бркаат? Тоа мамите на хранилки се го ловат. Да, Бел црт, на белцот. црн. На црн? Да. Па добро. А скобаљот на лепче го бркаат, или на бел? На бело црвче и на лепче. И на лепче, значи. Да, али пази, скобарот е начина работа пред вечерина иде така речено приклучење. Да, Пред првиот да. дава серија, тоа Да. преку ден многу слабо. А, А да. карасот има преку ден цел ден. Карасот преку цел ден. Карасот преку цел ден. Ги имат, а Скобаров иде се групират, беше пред мракот, иде туба серија, изолират и тоа е тоа. Да. Така. Добро, Стриче. Живи, здрав, бистро, па ќе се чуеме наредната недела, Стриче. Дай Боже да сме здрави, живи, бистро. Ајде, поздрав, Стриче. Чао, чао. Чао. Звоните. Ало, Ајде, добро вечер, Стрико. здраво Сричај. Како си ми, Стриче? Убаво. Убаво, па убаво е. Хвала му на Господ. Па кој е активен црнецот таму, сите се убаво тогаш. Што има? Ајде, дај ми некоја информација горе за Битолскиот крај. Поплава. Што бе поплава? Поплава, дождој, мождој. И немат ништо, а? Реките огромни. Ништо. Се е штама. Штама. Мртва природа, а? По-битолски штама. Штама, а? Па затоа и гледам и црнецот е најактивен на тој реон. Па не озбилно. Имаше по некој скобал вам у Радовор, Аха, ама увај крупни. да. Денес да појдиш ке фатиш 2, 3, Толку е, так. толку е. Значи и таму мртва природа. Аман бе. Да. Што да правиме бе? Многу дождој, не. Абе, ја викам, што му сгрешивме на Дедо Боже? Нека пајса со дождови. Природа, така. Нека пајса. Декември месец, Ма не друго, ја го жалам црнецот бе. Се потроши таму по Битола бе јаден. Кичма ми го фати. Не, бе, тој си има стални муштери тој. Па знам, Да не се секираш за па многу мерак е по Битола да оди, Така да? Вика, тоа битолчаните многу мерак имам по нив. Абе, са не знам, тој нашиот не знае сите. Знаеш што? Вика, најголемите аматери биле за риба битолчани. Стварно ли е така, бе? Па се зависи. Не зависи него. Ти си рибар, треба да знаеш. Не знам. Ја, кој ќе кажам, од малечкото до тебе све исти аматери. Абе, ја ти кажам. Са кој како поминал, кој каде бил, кој шо ловел, кој шо правил. Абе, ништо не ве биѓава, Стриче, не ве биѓава. Ајде да се преслу. Ми излюби. Кажи, Можеме да се преслушаме. кого да преслушате? Па еве битолчаните од Скопје. Па после, ќе ми извиниш, ама ќе нема салфетки по продавници, бе. Ќе нема салфетки таму по продавниците после.
Ајме она. Абе, иначе ќе ги потрошите сите, сите ќе ги... Па со што ќе бришете после? Абе ќе видиме од кај знам. Ој! Ние мора од Скопје да нарачаме да ви донесат салфетки у битола. Абе не е проблем исто. Ич, немате гале вие, нема. Еве јас велам да се преслушаме кај сакате, кога сакате. Абе, чекај ти да не кажеш некои приказни за децава, па нема да ти веруваат ни децава, бе. Не бе сико. Нема да ти веруваат гаранти децава, Абе сад дете. Абе, горе на стриче, показ, кај? слушај. Абе, битолчани рибари, са немој да кажувате приказни. Од време не сте знаеле риби да ваѓате и сега уште дигате джева. Чутете таму, покриите се и да чутите, жити се. Ама не, кој сме на терен ќе се види тоа. Абе, не е друго. Ќе плачете. Тоа ми е криво. Ако има и такви денови. Па ќе плачете. Ако го земе па плюс црнецот. Оу. Тогаш, еј, Вашио, што да знај. ем ќе плачете, ем ќе овкате таму. Па тоа, ем ќе плачете, ем ќе овкате. И сега што да ви правам? Тогаш помош не може. Едино да ви попуштиме малце, ептен да... Подобро да поминете. Кажи. Така ми како. Кој како заслужил, така ќе помине. Па така, стричо, така. Нормално. Па, добро. Радувај се доека е добар црнецот. Нема ништо за сега, се Тапа, добро. иде Дунав, што вика. Дунав. Добро, стричо. Се мрднува по некоја скобалче, ама не е тоа. Не е тоа, стричо, не. Домачен. Добро, стричо. Важи, стричо. Ајде, бистро, живи и здраво, па ќе се чуеме наредната недела. Белки ќе биде подобро. Здрави живи. Ајде, поздрав, стриче. Ајде. Чао, чао. Поздрав, чао. Чао. Ало? Добро вечер, Стрико. Добро вечер, Стрико, ми изненади. Па нема што да ти изненадам. Само може да ти изненади црнецот, ја не можам. Црнецот тешко да ни изненади нас тука, ај. Не знам, Стриче. Стриче, ај дај ми некоја информација од тој ревир кај тебе таму. Сега кој ревир? За калиманци спориме? За калиманци, бе, Стриче, пошто нема вода. Ја испивте све водата. Не, сега има вода. Има. Значи доволно е наполнето, ама уште е калливо, добив инфо пред 3 дена. Аха. Да ти кажам најскрено, значи се полни калиманци добро како што треба. Мислат уште еден или два вакви порани дожда, како што падна, а сега дека ќе биде збориме до април, до пред забраната. Да. Значи сите 4 притоки и двете реки убаво плуват, ама сега моментално е со кал. Да. И ја мислам дека ќе се наполни доволно. И нема никаква активност на риба. Како? Активност на риба нема никаква. Не. Најскрено не. Никој не лови, ладно е. Да. Ако почне да ловат, најскрено ќе ти се јавам, ќе ви пишам, ќе ви кажам, ама мислам дека луѓето се откажани скроз. Единствено некој ако има на штука да фаќа, ама ја мислам дека не. Не, многу е кал, многу раница од Саса, од Рудник, од Вамно и од Бригалница, од Вителчевска страна. И значи... Ако им подобив, така ви кажувам. Нема ништо, значи, и таму. Не. Значи, ова време Ја бев на Црна. И? Ја бев на Црна, кај Стоби. Да, знам. Да, значи имаше рибари велешани, прв пат одам, пошто не сум бил одамна. Сега пак ќе одам, планирам овие денови, така понеделник. Да. Значи, активен е бојникот на трева, попадика на бел црв, ама плашката многу досаѓа. Ја извадив за 2 сата, а за 3 сата едно кило и пол до 2. Така, имаше многу рибари, ама не беше премногу активно, како што знае, многу топло е. Мислам дека за на река е премногу топло, а рипа како луда. Да. Рипа како луда, значи тоа ја пуштив еден клип, имам на Facebook пуштено. Реката на Црна... А крмичка му фрлате, Стриче? Крма му фрлате? На бело црво,
беше така чак па Да. гледав овие го. А крма, дали му фрлате крма? Забавле, да, они фрлиле, а ја фрлив од таа зелената од пармезан Аха. и од леп. Аха. Таква направив, Мгм. да ти кажам, мене ми даде за едно пола сат, едно бојниче и попадика на бели црви. Ама Аха. ја фаќав нево брзакот, измеѓу брзакот и... Ти горе на мирното си фаќал, на помирното. Да, ето најдав тогаш место. Аха. Имав проблеми технички со колата, па се враќав назад, Да. па дојдев и така. Дикче не го виде таму? Да ти кажам најскрено, ја бев кај таа винаријата, Лазар, позади нејзе. Аха, знам. Да. Значи, од кај пали кура, лево. Да, знам, среќа Ама кај ја пуштаат водата са бајле од 6 сат, ми викаа рибарите, од Да. 5 и пол 6 била ниска и околу 1,40 ја пуштаат црна. Да. Али вика цела риба ја носи по крајот. Такво инфо добив од рибарите. Да. И прв пат одам да ти кажам дека ми е убаво најскрено. Ми направи голем кек. Па добро. Убаво дружење еден до друг за анимација топ. Ми се Добро. свиѓаше, а човеков го немам видено најскрено. Добро, Тоа стриче. беше недела, митинг. Добро. Важи, Тоа е стриче. инфото за анимација. Фала, стриче. За црна е. Фала, живи, здрав, бистро, па здраве наредната недела да се чуеме пак, стриче. Важи, нема проблем, тука сум, ако одам некаде, пак ќе ти дадам инфо и тоа е тоа, нема нешто. Важи, стриче. Ајде, поздрав. Поздрав, чао. Убава вечер. Чао. Морам да дам една изјава или една информација до рибарите. Пред 2 дена бев на матка, а не сум бил може 10 години. Од Царај натака ми беше стварно жал да поминам поред езероно, што го користиме за бањање. Значи, тоа е направено руина. Све изрушено, катастрофа. А тоа езеро е правено со придонес, само придонес. Значи, и татко ми и многу луѓе одвојувале за тоа езеро. Сега е катастрофа, жално е да поминеш. Таму сите пораснавме, цело Скопје. Од тука отидов на матка горе, кај манастирот. Ај, викам да пуштаме на трска да видам како е, што е. Значи, не смеев да отворам трска. Одма ми дојдоа, ми забранија да не смеам да отворам трска. А не дај Боже да имам чамец или да влезам у вода. И сега би прашал, кој е надлежен? Дали државата, дали Риболовна федерација, дали некое министерство за тоа езеро. Значи не смееме апсолутно таму ние забрането и трска да пуштиме и све. Дали таму има концесионер, иако имаме државни дозволи, не смеш да паѓаш. Дали има концесионер, кој го владее тоа езеро и под кого е тоа езеро. Значи жалосно е. Ја како дете сум одел од манастирот, многу рибари го знаат, пред да се направи горе браната, до Широко. Сме оделе по 2 сата по Козја патека. И тоа сме тргнувале са бале 4-4,5, да стигнеме таму до 6-6,5, доека сонцето не фати, иначе многу змии имаше, поскоци. Назад сме се враќале 5,5-6, кој ќе зајде више сонцето, исто за назад. Сега, не знам што се дешава со матка. Стварно е жалосно, мене ми е жал. И кој ќе отидам таму и кого да однесам, внуцили, кого да однесам, никого. Значи, толку е, да кажам некој збор, може ќе навредам некого. Али ова ја мислам дека е езерово продадено. Поздрав до сите рибари, живи и здрави, па се слушаме наредната недела.